Благодарам, подпредседателке. Почитуван колега Орцев, најпрво не сакам, воопшто не се сложувам со вашата констатација дека ние како владеечко мнозинство сме незаинтересирани за законите кои што се однесуваат во областа на земјоделието, затоа што ако не сме заинтересирани, оваа влада и нема да ги носи сите тие закони кои се однесуваат на земјоделието или измените на законите. Второ, сакам да ви кажем исто така една работа која што не е точно, а тоа е, констатиравте дека 80.000 хектари имаме површини кои што се под наводнување. Јас сакам да ви кажем дека таа бројка е многу поголема, бидејќи само од 2006 година до денес имаме 40.000 хектари земја која што се наводнува распределена на јавни огласи. Трета работа, како тоа владата со именување на еден член во управниот одбор или во одборот на водокорисници, како што се викаат во јавните водостопански предпријатија, може да влие во работата на целокупното предпријатие, ако знаеме дека нивната бројка се движи од 6 до 13 луѓе. Исто така, кога зборувате во врска со паричните надоместоци или со луѓето кои што членуваат во тие одбори, треба да бидете до крај искрени да кажете, бидејќи го спомнавте Струмичкото водостопанско предпријатие, вие бевте таму директор во комуналното предпријатие, Комуналец како фирма која што најмногу користи вода, според законот, и тоа е во ред, има 2 члена во управниот одбор. Јас не сум слушнал досега тие 2 члена, а тие се членови патеми на СДСМ. Вие тоа добро знаете, не е фер да ги спомнуваме луѓето, да играме совет на Струмица. Вред. Меѓутоа, никаде не сум слушнал дека пак тие луѓе во интерес на водостопанското предпријатие рестартување на низиниот буџет се откажале од паушалите кои што законски им следуваат и кои што во Струмица се најниски, тоа е 6.000 дена. Ако веќе цврсто стоите на таа политика, дека вие се залагате за развој на водостопанските предпријатија и не сакате да ги оптеретувате нивните буџети, еве, предложете двајцата членови кои што се од СДСМ во управниот одбор, представници на Комуналец, кои што се вработени луѓе, значи не се луѓе кои што немаат никакви примања, од наредниот месец да се откажат од нивните паушали или надоместоци кои што законски им следуваат. Затоа, исто така сакам да кажам дека, освен Пиперево, постои водна заедница во Ново село, меѓутоа, реално е, тука се согласувам со вас, дека на терен реално водните заедници слабо функционираат и тоа е проблематика за која што се сложувам дека во иднина треба да поработиме малце повеќе. Благодарам.